Тука сме во Струмица за да кажеме дека од денес па натаму, односно односењето на новиот закон за прекршоци, пред се казните ќе бидат намалени некаде до 75%, како за физичките лица, така и за правните лица. Селективноста при вршење на контроли и казнување сигурно дека нема да постои во понатамошниот период, затоа како представници, односно како директори на институциите кои што најповеќе се повикани за онаму каде што се изрекуваат казните, бидете сигурни дека и како правни, и како физички лица нема да има селективност во наредниот период. Оние кои што прв пат ќе бидат фатени дека грешат, ја спроведуваме опомената, ќе има едукација, меѓутоа за оние кои што повеќе пати ќе прават прекршоци, таму веќе ќе мораат да се применуваат казните и таму нормално инспекциите ќе си постапуваат онака како што постапувале и до сега. Дисциплинирани ли се македонските компании 2018? Па можам да ви кажам за оваа измината година, Државниот пазарен инспекторат, бидејќи таа институција ја представувам, од своја страна направи напори со сите представници на бизнес заедницата, посебно по области и дејности, направени се состаноци, презентирани им се она што се нивни грешки и нивни, да не речем, прекршоци кои што ги правеле во минатото, да не се повторуваат, на сите им е истото и пренесувано. Оваа година, она што е направено е дека 7% што е зголемен приходот, доброволно плаќањето на даноците, е сигурно резултати на работењето и на Државниот пазарен инспекторат, сигурно дека она што го работиме како превентива, бидејќи ние како Државен пазарен инспекторат тој го применувавме и досега, и сакаме да им пренесеме на сите правни и физички лица дека најтешко на инспекторот му е кога ќе казнува одреден правен субјект, меѓутоа како државен орган и како државна институција за тоа сме формирани, за тоа постоиме и секако дека со нашите казни сакаме да допринесеме да оние кои што работаат законски, оние кои што работаат согласно законските прописи во Република Македонија, да можат и понатаму слободно да си работаат, да не дозволиме да има нелојална конкуренција во нашата држава. А со тоа нормално ќе допринесеме да се намали и сивата економија, бидејќи секако Република Македонија е, знаете и сами, околу 40%, секој процент кој што ќе го намалиме е добре дојден за развојот на државата.